Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Интервју на наша ТВ. Денеска ќе поразговараме на една поинаква, но актуелна и интересна тема. Ќе поразговараме за духовноста, за Бог, за етичкото однесување. Ќе поразговараме зошто младите, повозрастните, па дури и оние што се во брак менуваат повеќе партнери. Ќе поразговараме за Исус и неговото повторно доаѓање за крајот на светот. Наш денешен соговорник е презвитер Ивица Тодоров од Македонската православна црква Охридска архиепископија. Отец Ивица, добро ни дојдовте. Добро ве најдов. Како сте? Па убаво ми е секојаш тука во наша ТВ. Да не ми е прв пат. Веќе неколку пати доаѓам и прекрасно се чувствувам така. Убава атмосфера има. Што се подразбира под поимот Бог? Кој е и каков е оној во кој веруваме? Така мислам, убаво што со ова прашање го започнувате овој наш разговор, затоа што тоа е темелно прашање. Сега, во однос на тоа дали ние прифаќаме и осознаваме дека постои Творец, дека постои оној што го промислува нашето постоење, зависи и осмисленоста на нашиот живот. Тоа што денеска многумина кои го негираат постоењето на Бог, постоењето на Творец, тие негираат и етички доживување и правила на однесување, односно одговорност. И осознавањето на тоа дека постои Творец на се што постои, не само на ова наша планета, не само на човештвото, туку на сите димензии на постоењето, а особено за влегувањето во суштината на тоа да осознаеме кој е тој, а тоа најубаво го осознаваме преку читањето на Светото писмо, затоа што Бог, тој што е нашиот Творец, тој ни се разоткрил нас, откако сме отпаднале од Него, откако ние се сокривме од Него, поради нашата темнотија внатрешна, поради нашето отпаѓање од вистината, од љубовта Негова, тој во историјата на човештвото, преку од Него избрани луѓе, пророците во Стариот Завет, а потоа и преку самиот овоплотен свој син, Исус Христос, Спасителот наш, тој ни се разоткри нас, ни откри кој е, што е, која е неговата волја, кој е неговото учество во нашиот живот, што сака тој од нас, што треба ние да сакаме од него. Така да Бог ни се приближи на нас луѓето, особено преку Христос, особено преку испраќањето на Светиот Дух, и единствено нашто ни останува некој кога ти подаде рака, особено кога тонеш, кога така се давиш во жива кал, е да ја прифатиш таа рака, затоа што можеш да умреш во она есенцијална смисла на зборот. Тие луѓе што го одбиваат постоењето на Бог, тие на еден начин го одбиваат своето постоење. Многу често одат овие две нешта врзани едно со друга. Тој што го спознава Бог и што допушта Бог да делува во неговиот живот, во неговата внатрешност, тој се спознава и самиот себе си. Тој што ја негира вистината за Бог, тој ја негира и вистинската представа, вистинската слика, вистинското сознание за себе си. И тогаш се живее во една состојба на илузија. И затоа е многу битно, значи, кога говориме за Бог, да знаеме дека тој е наш Творец, дека тој е наш небесен Отец, дека тој е изворот на се што постои, дека тој е неискажлива љубов, мудрост, промисла на се што постои во сите димензии на постоењето, вклучувајќи не и нас, луѓето. Отец Ивица, зошто ние македонците исчезнуваме како народ? Па сега, тоа е многу интересна работа, дали исчезнуваме и што се подразбира по тоа. Можеби квантитативно се намалува бројот на оние што се декларираат како македонци во Република Македонија. Евидентно е, мислам сега може да говориме за некои анализи, за некои така проценти и така натаму, иако во суштина кога говориме од еден духовен аспект тие можеби не се толку битни, но евидентно е дека моменталниот систем на тоа како луѓето се доживуваат себе си, како го вреднуваат своето постоење, како го вреднуваат семејството, како го вреднуваат бракот, како ги вреднуваат децата, како го вреднуваат животот, евидентно е дека наталитетот е намален. Но имаме и примери како и тоа се менува. Например, може да се каже дека во последно време, поради многу нешта, и тоа се менува на позитивно,
Но има друг момент во Македонија. Не е толку проблем со наталитетот, туку проблемот со иселувањето на младите луѓе. Значи, има еден мој пријател, кој е член на ова наше движење за духовна обнова на Македонија до дома, Томче Ширков, кој напише еден многу интересен текст "Наталитет и менталитет". Многу интересна работа. Значи, ние можеме да говориме за наталитет, можеме да говориме и за фактот дека и наталитетот се зголемува. Значи, се раѓаат нови луѓе, како да кажем. Но, мора да го смениме менталитетот. Ако ние продолжиме вака да го организираме нашето заедничко живење, со вакви проблематични вредности, со вакви проблематични меѓусебни односи во самата држава, тогаш каде и на кој начин ќе се развиваат нашите деца? Ќе се случи истото. Како што денеска младите си одат, па за едно 10, 15, 20 години и тие млади луѓе што ќе се родат, и тие ќе се заменат. Значи, нешто мора сериозно да се смени во нашиот менталитет. Значи, страшно, има една димензија на ќе употребаме едноставен термин, нешто што е жаргон. Тоа ситно душење кај нашиот народ, кај македонецот, треба да биде веќе надминато, надраснато. Покажуваме сериозна состојба на незрелост. Како народ, како лично, се гледаме што се случува секојдневно. Незрело однесување, неодговорно однесување. Се однесуваме како мали, недозреани деца. И сега поради тие причини гледаме што се ни се случува во државата, во нашето општествено живење. Мора да пораснеме. Мора малце посериозно да поработиме на својата внатрешност, на својот ум, на својата личност. Значи, не случајно говорев и за тој момент на Бог. Ако ние прифаќаме дека Бог постои, треба почнеме да се мериме со Него. Затоа што Бог ни открива дека вистинското постоење е во вистина. А тоа значи дека треба да ја осознаеме и прифатиме состојбата на вистина. Тоа значи дека треба и со вистински очи да се мериме и внатре. Дали сме вакви или онакви? Не да си создаваме сами слики за себе, самобендисана слика, тука на вистински начин да видиме, искрено да погледаме, да видиме какви сме. Дали сме вакви или онакви какви што фантазираме за нас. Значи, сериозен е тој момент. Потребен ни е наталитет, но со промена на менталитетот. Со ваков менталитет, па нема ништо да се смени. Па ништо, многу работи повторно ќе се движат така како што моментално се поставени, а така како што се поставени, за жал, се негативни во однос на, како да кажам, духовната, етичката, животната сила на овој народ. Мора некој нешто да се сменат. Еве, говорев кој нешто. Многу често јас и на предавање, на разни трибини, средби, преку текстови и така натаму, не само јас, туку многу загрижени луѓе, говориме за тој момент, дека мора малце посериозно да поработиме на нашата зрелост. Евидентно е дека покажуваме незрелост и неспособност да одговориме на реалните предизвици на постоењето денеска. Тоа е тоа. Тоа би бил мојот одговор околу ова прашање. Отец Ивица, да ни кажете зошто младите се потешко се одлучуваат да стапаат во брак? Дали економската причина е главна причина? Па, економската причина е една од причините. Но според тоа кои се вистинските причини, јас како духовник, како човек кој секојдневно сум со луѓе, доаѓаат, разговараат, се исповедаат, бараат духовно раководство, духовен совет и така натаму. Има повеќе фактори зошто по-слабо се одлучува за брак. Значи, тој економски момент не е примерен. Мислам дека примерен е друг момент. Моментот на неодговорно живење. Пред малку вие на самиот почеток на емисијата го спомнате тоа. Значи, несериозно се доживува љубовта. Дури, тоа сега, да не звучи многу песимистично, младиот човек во најголем процент денеска, не зборам за сите, им исклучуци, има прекрасни луѓе, но во најголем процент станува прагматичен. Значи, тој гледа во какво општество живее. Живее во едно крајно прагматично општество кое се темели на здобивање на материјални богатства. Значи, денеска ако немаш пари и ако не си во некоја повисока позиција во општеството, според мерилата на современиот човек, ти си никој ништо. Односно, да го употребам тој термин, лузер, губитник.
Значи, многу погрешен начин на мерење на нештата, на вреднување на животот, на квалитетот на личноста, кој си, што си. Значи, ако не си некој таму, ако немаш пари, ако немаш ова, ако немаш тоа, ако немаш некоја пубава кола или не знам таму што, значи ти си лузер. И сега, младиот човек е влезен во таа приказка да ги најде тие богатства, односно да ги најде тие материјални средства кои ќе му го извреднуваат животот, ќе му дадат вредност на неговото живење, ама кога ќе влезе во таа шема, он гледа дека треба да биде крајно прагматичен, пошто луѓето се неетични, се вакви, онакви, и за да дојде до тие средства, тој мора да влезе во шемата, во сценариото и станува прагматичен. И сега тој прагматизам го проектира во однос на сите сегменти на животот, го проектира и во однос на личниот живот, во однос на љубовниот живот, во однос на сексуалниот живот. Зошто ова се случува? Зошто младите избираат, се предпоставува дека се решаваат да живеат блудно и имаат повеќе партнери, зошто за да ги задоволат нели своите блудни фантазии? Зошто ова се случува? Добро, сега тоа не знаеме, не сме правиле анкета ние зошто и како. И тоа има многу причини ова, но тргнав од тој аспект, пошто јас не можам за се да зборувам и за секого. Значи, гледаме еден поголем процент од младиот човек како се однесува денеска, просто е ставен во тој модел. Значи, тој прагматизмот го меле младиот човек. И сега, плюс има еден друг момент, недостаток на време. Значи, имаме 24 часа. И сега луѓето кога се во трка за задобивање на материјални вредности, битка за кариера, битка за позиција, битка за место во социјалата и така натаму, љубовниот живот исто така го става во контекст на прагматизам. Значи, се нема љубов, значи љубовта е некаде ставена на страна, значи ставена во некаква рамка убава, така романтична, ама и многумина велат, тоа е нешто од минатиот век или од тамо 19-18. Денеска самите они викат нема време за романтизам. И го градат еден таков прагматичен однос, значи стапуваат во релации без одговорност. Значи без одговорност еден кон друг. И всушност сето тоа се темели врз како да кажам задоволување на половата или сексуалната потреба и со текот на времето тоа станува навика и за жал еден огромен процент, еден добар процент од младите луѓе живеат така неодговорно и за тоа не се решаваат да влезат во брак. Затоа што тие секоја вечер или секој месец имаат различити партнер, кон кого не мора да има никаква одговорност. Да. Но ние гледаме од друга страна како и пукаат тие работи. Гледаме таа бегањето од таа неодговорност, па на друг начин, кај некој од партнерите создава состојба на фрустрираност, незадоволство, па затоа и доаѓаат разни немили состојби кои ги гледаме, за жал, по медиумите. Убиства на партнерите, на цели семејства и така. Значи, овде бара една сериозна анализа и убаво што го отворивте ова прашање, да. Еве, нека биде ова емисија или оние што го гледаат ова, нека биде ова потик за една посериозна анализа од повеќе аспекти, не само од теолошки, не од духовен, не од етички, туку и од социјален и од многу други аспекти за да општеството, ако навистина загрижено, ако не велиме дека како македонци, како македонско општество сме загрижени за нашата иднина, тогаш мора да ги отвориме овие прашања, да видиме што му треба да се смени во начинот на нашето секојдневно живење. Не можеме ние со овој модел да бараме нешто друго. Не можеме, моделот е таков. Тоа е тоа. Некои нешто треба да се сменуваат во моделот. Не велам дека не треба да се менуваат и кај нас, ама моделот на заедничкото живење. Тако како што е сега поставен, еве ги резултатите. Отец Ивица, зошто жените, девојките од христијанската православна вера се облекуваат недолично, провоцирачки, атрактивно? Дали е ова во ред? Сега тука имам ја прашање до вас. Кажете. Колку вие познавате ова вистинска христијанка православна, која е таква? Па не многу, искрено. Па сега целата приказка е што ние денеска подразбираме по тоа кои се православни христијани, кои не се. Значи, вака, по логиката на нештата, еден добар процент од популацијата во Република Македонија се декларира како членови на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, односно како православни христијани. Но
тоа е повеќе традиционално. Значи, прифаќаат они еден религиозен идентитет, значи тоа е за нив религиозниот идентитет, тоа е таа припадност во нивниот мозаик за идентитетот така дава, како да кажам, некаква смисла, но генерално самите тие не ги прифаќаат вредностите на христијанството. Божите вредности, оние што се од Бога откриени, запишани во Светото писмо, во искуството на црквата и така натаму. Повеќето од христијаните што се декларираат како такви се традиционални. Значи, реков, тие го прифаќаат христијанството како дел од својот идентитет, но не и вредностите на живеењето. Не и духовното искуство на христијанството. Немаат вертикала, немаат внатрешен духовен раст, за жал. И од таквите не можеш да бараш ти, ако се декларираат како православни христијани, да живеат како православни христијани. Но оние кои живеат како православни христијани, оние кои живеат како Христови ученици, без разлика дали припаѓаат на машкиот пол или женскиот пол, тие се трудат и одвнатре и однадвор да засведочат дека се Христови ученици. Да ни кажете како треба вистински христијанин, христијанка да влезе во црква, како треба да биде облечен? Па тоа е, одговорот е пред малце даден. Значи, се доаѓа од внатре. Значи, дали има некој кодекс на облекување, нормално, како треба? Има и кодекс, значи, прво, терминот црква треба да го објасниме, за оние што не знаат, може оние што знаат, но за оние што не знаат. Под терминот црква и еклесија се подразбира заедницата на Христови ученици. Значи, сите оние што се христијани, кои се декларираат како ученици Христови, кои го прифаќаат Христос како Господ, како Спасител, како совечниот Син Божи, кој станал човек, кој дојде во овој свет да ни открие тајната на постоењето и да не спаси, да не ослободи од сатонското робство, од злото, од гревот, од духовната и телесната смрт. Сите тие го сочинуваат семејството на Христови ученици и сите тие се членови на неговата црква. Тоа значи заедница. Сега ние како заедница, како членови на Христовата црква се собираме во молитвениот дом или во црквата, со мало ц напишено, или во храмот. И сега се разбира, има протокол на однесување. Било каде да одиш, си има протокол на однесување. Кога одиме на свадба, ние одиме со по-специфична облека, не секој дневна, подготвена облека за тие услови таму. Ако одиме негде на прием некаков, значи во секоја состојба човек треба да се подготви. И сега кога одиме на молитва, кога одиме заедно со сите христијани да се собереме како црква во храмот, да учествуваме на богослужбата или на литургијата, тогаш треба знаеме како треба да бидеме облечени. Значи, нашите сестри треба да бидат облечени во долги сукњи, покриени, значи да нема отворено деколте некој или така натаму. Исто така, ние веќе го возвраќаме тоа предание на црквата, жената не само во храмот, али еве сега да почнеме во храмот да оди со покриена глава. Тоа има многу причини. Значи, будење на скромност кај жената и кај мажите на друг начин. Тоа е, значи, будењето на скромност кај жената и потикнување на враќање на вистинската женска природа. Ние гледаме како современата мода, односно тоа што ни доаѓа од модните куќи, кои има за цел преку тој начин на обликување да ги истакнат женските атрибути, значи со тој тип на обликување, ние гледаме како жената ја губи својата женственост. Наместо да станува по-женствена, таа станува по-груба. Многу интересна работа. Тоа е една интересна анализа психолошка. А жената, например, ако работи на својата скромност, на богопредаденоста, и ако започне да живее еден духовен живот, таа ја возраќа својата женственост. Станува жена. Не треба само да ја гледаме како женски пол. Така, таа активира својата женска природа, зрачи како жена, зрачи со својата женска убавина. Тоа е нешто што е многу битно. Така и полека тие наши сестри кои се трудат на овој начин да го живеат својот духовен живот во Христа, тие веќе овие нешта ги осознаваат без некој да им ги каже, да одвнатре. Значи Бог така ги устроил нештата во човековата личност, да ако ги поставиме нештата однатре како што тој промислил за нас, тогаш ние добиваме и духовна, и душевна, и телесна здравост, односно една хармонија.
Просто ги осознаваме нештата такви како што се. Ако не сме заедно со него и не го слушаме и не се слушаме и самите себе си, туку потикнати од некакви фикс идеи, страсти, заблуди, лоши вредности, лажни вредности, ние се растураме од внатре, се дезинтегрираме како личности. Отец Ивица, ако ги погледнеме статистиките и анализите, ќе видиме дека имаме се повеќе зголемен бројот на разведени, дека се поголема бројот на абортирани деца, појава на хомосексуализам, педофилија. Исто така, младите користат многу дроги. Што е љубовта, што е животот, што е бракот? Која е причината во која денес се наоѓа општеството? Јас да можам со неколку реченици тоа да го искажам, на многу работи би се смениле. Тешко е да со неколку реченици сето тоа се објасни, но ќе бидам во континуитет со кажувањето. Бегаме од одговорноста на своето лично постоење. И кога бегаме од одговорноста на своето лично постоење, ние бегаме од одговорноста на смислата на своето постоење. Затоа што, гледано вака длабоко и суштински, од христијански аспект, животот е благословен да го живееме во овој свет како предизвик, а не како проблем. Значи, нашиот Творец ни го дал животот во овој свет да ние тој живот го исполниме со себе, односно со него, во нас, и да се исполниме со вредности, односно да се исполниме со смисла, односно да се исполниме со себе, со вистинските себе. И сега, доколку ние тоа не го правиме, наместо предизвик, животот ни се претвара како проблем. А ако не го решиме и животот како проблем, пошто сега се наоѓаме у таа состојба, гледате, вие наведувате проблеми со кои се соочуваме. И сега, ако не го најдеме вистинското решение на животот како проблем, ние одиме, односно општеството оди во однос на тоа животот да го разбира како страдање, како абсурд. И за жал, значи, оние што не разбрале дека животот е предизвик, или оние што не успеале да го решат проблемот на животот, да го најдат вистинскиот клjuč на решението, тие паѓаат во состојба да го доживуваат своето постоење, својот живот како страдање или како бесмисла. И сега, кога човек живее во бесмисла, а самата човекова душа, самата човекова личност, ние сме создадени по образ Божи, ние сме личностни битија, ментални, духовни созданија, духовни суштества. И сега, ако тоа натрешното, духовното, не го активираме во нас, не го исполнуваме во нас, самото наше постоење бара задоволство, бара со нешто да се исполниме. И не исполнувајќи го животот со вистинските вредности, тогаш ние се фаќаме, но луѓето се фаќаат за лажни нешта. Наместо некои нешта кои ќе им помогнат да пораснат, да созреат, тие ги уништуваат. Зошто Бог заповеда да се отклониме од демонската стапица на суеверието, окултизмот, паганизмот, од празноверието на разните бајачи, гатачи, јасновидци и она паганско однесување што доаѓа и во градовите, од силата во градовите? Па, сега тоа е друга тема една, ма врзана се, убаво така, некако си ги истражувала нештата, кога ќе падне нивото на духовност кај луѓето, кога ќе падне нивото на духовно сознание и на себе вреднување со едни вистински вредности, со едни вистински Христови вредности, со едни вистински евангелски вредности, кога ќе напуштиме да живееме како Христови ученици, како христијани, кога ќе го напуштиме, како да кажам, оној начин на живење во вертикала, да се уподобуваме на Бога, да растеме во Бога, да зрееме кон Него со нашата личност и така натаму, тогаш човекот станува хомо луденс, човек на играта. Значи, губејќи својата вистинска смисла, тогаш почнува да се игра. Да. И сега, за жал, и верата е претвара во игра, во религија. И во таа приказка, па демонот тука го лаже со разни лажни од самиот демон, од самите паднати духови,
вдахновени луѓе, иницирани луѓе, потикнати луѓе, тоа се разни гатачи, бајачи, јасновици, ги има сега, има разни термини за нив, лажни учители, само повикани, кои современиот дезориентиран духовно човек ги ловат овие луѓе. Значи, луѓето се во една збунета состојба, а кога човек е во збунета состојба, кога нема вистинска духовна вертикала, нема вистинско спознавање на нештата, а животот го доживува, како што реков пред малку, низ призмата на страдање и низ призмата на бесмисла, ќе се соочи со некаков проблем, животот како проблем, ќе се соочи со проблем, а нема вистинско решение, не знае каде го најде вистинското решение или не сака. И тогаш оди? Тогаш оди кај разни вакви или онакви лажни, демоно инспирирани, вдахновени, водени личности, кои уште повеќе му го проблематизираат животот. И ако неговиот живот бил проблем, тогаш за кратко време неговиот живот се претвора во страдање. На личностен план, на семеен план и така натаму и така натаму. И затоа Бог, нашиот Творец, нашиот Небесен Отец, заповеда луѓето да бегаат од такви луѓе. Затоа што јас отворено говорам на многу предавања, во текстови, за мене, например, со ништо не се разликува еден дилер на дрога од еден суеверен извор на зло, на лажно решавање на проблемите, на манипулација, разни гатачи, јасновици и гледачи, така начелно, разни само повикани учители. Истата работа. Едните и другите го збунуваат човековиот ум. И тој и така е збунет, и така неговиот ум е збунет, и така е целиот во хаос, и така е без никаква ориентација, и сега тие ја користат таа дезориентација негова уште повеќе да го дезориентираат. И не само што веќе он станува дезориентиран, туку се заболува. А неговите гносеолошки спознани органи, умот му заболува, душата му заболува. Ние гледаме луѓе кои подолго време одат кај такви луѓе, кај гатачи, јасновици, исто како наркомани, кои подолго време земаат дрога, гледате како изгледаат. Така да тоа е едно те исто. И затоа, што подалеку од такви извори на зло и проблеми, тоа подобро. Но, во исто време, треба да се барат вистинските решенија на проблемите. Значи, да се напуште таа детска приказка, инфантилна, неодговорна, да, животот е проблем, ама ајде да го решиме проблемот. Значи, треба да го разбереме животот како предизвик. Значи, треба нешто да направи со себе си. Ама не само на надворешен план. Значи, на внатрешен план. И сега, тука е целата работа. Јас, кога разговарам со разни луѓе кои користели дроги или кои оделе кај разни лажни учители, јасновици, гатачи, бајачи, не е битно, никој однатре не сака да порасне. Никој не сака однатре да се менува. Никој не сака однатре да се ја прифати искреноста потикната од самиот Бог. Значи, сериозно се бореле против истинскиот глас, искрениот глас натре во себе си. Сакале некаков сурогат решение, од надвор некој да им ги реши работа. Не може. Бог сака ние да растеме од внатре. Тоа е целиот принцип. И тоа е еден од аспектите на нашето постоење во овој свет. Треба да се богоуподобиме, треба да созрееме како личности. Отец Ивица, да ни кажете сега на една друга тема да се префрлиме. Пророштвата на пророците од Стариот Завет за доаѓањето на Месијата се исполнија. Според пророштвото, Исус повторно ќе дојде на земјата. Кога се очекува да се оствари ова пророштво? Сега, убаво е што оваа емисија баш се прави по богојавление, односно по овој празничен период, прекрасен празничен период, значи Божич, богојавление, особено овој празник богојавление, самиот збор богојавление, значи Бог се јави. Божјо објавување. Всушност овој празник богојавление е круна на сите Божји себе разоткривања. И од периодот на Стариот Завет, но се суштински оној период од Новиот Завет. Значи во Новиот Завет Бог најдиректно се откри кој е и што е. Значи во Стариот Завет Бог навестуваше. Во Стариот Завет Бог на Мојсе му кажа дека е вечно постоечко битие. Значи вечно постоечко битие. Значи битие кое е над просторот и над времето. Битие кое создало се што постои во времето и во просторот во сите димензии на постоењето. Значи тоа е нешто крајно сериозно. Да. И самиот тој, кога сме отпаднале од него, кога се инфициравме со злото, кога злото како духовна темјина не сокри од Бога, Бог не се сокри од нас, ние се сокривме од него. И како што
човештвото отпаѓаше од Бога, тонејќи во духовна темнина, Бог во целиот тој период на Стариот Завет го подготвуваше доаѓањето на Месијата, Мешија на еврејски или Спасител, помазаник, тој што има власта да не искупи, да не спаси, да не ослободи од оваа падната духовна состојба во која се наоѓаме. И во целиот тој период на Стариот Завет Бог се откриваше преку пророците. И евреите, еврејскиот народ, па и останатите народи, но себено еврејскиот народ го доживува Бог како иманентен, како некој таму некаде горе. Тоа е многу интересен момент. Горе. Зашто горе? Кој е тоа горе? Тоа е многу интересно. Значи, по тоа горе се подразбира дека Бог е некаде горе, значи, од нас до него треба нешто да се исполни. А тоа е нашиот духовен раст. Тоа е внатрешен процес на духовно зреење. И затоа во период на Стариот Завет Бог се открива преку пророците, конкретно најсуштински преку пророкот Мојсеј, кога му го кажува и своето име Јахве, јас сум оној кој вечно постои, вечно постоечкиот. Да. И тој вечно кога постоечкиот. Кога се очекува повторно да дојде Исус? Полека, малце сега. И сега тој вечно постоечкиот во овој свет го испрати својот лого, својот збор, својот единороден син кој прими човечката природа од Дева Марија и Светиот Дух, и ние го знаеме како Исус Христос. И особено кога Исус Христос се крштеваше во водите на реката Јордан, тогаш се исполни во полнота Божјото само себе откривање. Бог ни се откри како еден, како единствен, но троичен Отец кој има свој Син и Дух Свети. И сега, Синот Божи во овој свет еднаш дојде како јагне Божјо. Не случајно Јован Крстителот што го крсти Исуса во водите на реката Јордан, каже: еве го јагнето Божјо кој ги зима гревовите на светот. Значи, првото доаѓање Христово беше гревовите на целото човештво да ги земе врз себе и да биде наш ослободител од сатонското робство, од злото, гревот, духовната и телесната смрт. А на крајот на овој свет, значи овој свет ваков како што ние го знаеме, односно под овој свет се подразбира ваквиот начин на живење како што ние го имаме. На крајот на овој свет Христос ќе дојде како судија на живите и мртвите. Тогаш ќе дојде во полнотата на својата слава и тогаш сите ќе го видат, како што и самиот Христос кажува. Кога ќе биде крајот на светот и кога ќе почне почетокот на совршената состојба на постоењето? Сега Христос ни говори за тоа дека пред второто негово доаѓање ќе настапи состојба на апостасија, тоа е отпаѓање. Значи отпаѓање од вистинските вредности на постоењето. Ние гледаме денеска што се случува не само во Македонија, туку во целиот свет. Станува конкретно сите овие нешта па по-пластично се запишани од светиот апостол Јован во неговото откровение или апокалипсис. Значи таму се нема дата, се не можеме ние да кажеме точно дата кога ќе биде второто Христово доаѓање, но според знаците што ни се откријани од самиот Христос, се разбира и од старозаветните пророци, конкретно од пророкот Даниил и од апостолите и така натаму, ние следејќи ги знаците на нештата што се случуваат во овој свет, добиваме слика за духовната состојба на човештвото, духовната состојба на целиот свет, а преку тоа знаеме дали сме близко до крајот на овој свет или се уште сме далеко. Сега, според тоа што се случува во овој свет, можам, според мене така, според искуствата, сознанието на луѓе што ги ценам, духовни оци наши, учители на црквата, значи, ние сме негде во почетокот на крајот, значи. Така, значи, се чувствува цела состојба на сериозен духовен пад во целото човештво. Но во исто време самиот Христос кажува како што ќе оди падот на човештвото, така ќе оди сведочењето за вистината за него како единствен спасител на целата планета Земја. Еве ние гледаме денеска страшно гонење на христијаните низ цел свет. А од друга страна, во цел свет се проповеда вистината дека Христос е единствениот спасител. А во исто време гледаме сериозно отпаѓање на сериозен процент од христијаните кои само декларативно, традиционално се декларираат како христијани. Така да, јас го нарекувам тој момент на посветовување на христијанството. Наместо да го сведочиме Христос и Царството Божие, ние паѓаме во линијата на овој свет. Значи, сите нешта што Христос ги говорил, полека почнуваат да се исполнуваат и ние, гледајќи ги тие нешта, од една страна треба
да го доживуваме тоа со условно речено некаков страв, но не страв од крајот на светот. Туку страв од нашата внатрешна духовна состојба. Дали сме ние подготвени да се сретнеме со Христа? А без разлика, ние ќе се сретнеме со Него и ако не дојде крајот на светот, ако не го доживееме крајот на светот, затоа што крајот на светот за секој од нас е и нашето лично заминување од овој свет, нашата биолошка смрт. Тоа е тоа. Значи, на два начина треба да се подготвуваме, да се сретнеме со тоа дека ние ќе излеземе пред судија. Да. Значи, тука е тој момент што сатаната ни го вбризува во нашиот ум. Нема творец. Не одговарате пред никого. Лаже. Клеветникот лаже. Тој не наведува кон зло и после тоа не клевети дека сме отстапили од Бога и така натаму, уште повеќе уништува нашата духовна состојба. Значи, треба крајно да бидеме мудри и евидентно е дека колку во овој свет нештата се комплицирани на геополитички план, на економски план, борба за ресурси, неоколониализам, неокапитализам и така натаму, но ние гледаме дека во темелот на сите нешта е битката околу верата, односно битката околу Христос. Дали Христос е спасител на светот или не е спасител на светот. Тука е основната битка која се води и во историјата на човештвото, но и внатре во животот на секој човек оделно. Тоа е тоа. Отец Ивица, што е тоа добро, што е зло, да ни кажете? Кој е творец на злото и од кога постои? За прашањето за потеклото на злото. И зошто ние, пример, некои одредени личности, кога ќе се сретнеме, почувствуваме од нив вознемиреност, страв чувствуваме, а од други личности чувствуваме љубов, внимание, радост. Како да се справиме со оваа состојба? Сега, да, ова прашање некако се надврзува на претходното. Значи, Христос е полнотата на доброто. Сега, ако ние бараме дефиниција за добро, доброто е синоним за живот, како што е животот синоним за добро. А и доброто и животот се всушност синоним за љубов. Таму кај што има љубов, во вистинска смисла на зборот, љубов како извор на живот, како енергија живот одавна, таму има живот, таму кај што има живот и се одржува животот и животот се исполнува со смисла, таму е доброто. Сега, спротивно на ова, таму кај што се уништува животот, таму каде што се обесмислува животот, таму кај што се дезинтегрира животот, каде што се шири лага, се шири вознемиреност, манипулација и така натаму, таму е злото. Сега, изворот на доброто, односно изворот на таа совршена состојба на постоење, е Бог, нашиот Творец. Ние гледаме во сите сегменти на постоењето, од она што е создадено од нашиот Творец, се е поврзано едно со друго, во една прекрасна хармонија. Се служи едно на друго, во дух на љубов и одржување на животот. А злото е состојба, како што тоа го дефинираат отците на црквата, состојба на болест, односно состојба на злоупотреба на нашата волја, кога ние слободно избираме да се спротиставиме на доброто. Кога избираме да се спротиставиме на доброто, со недобро, со негирајќи го доброто, ние паѓаме во состојба на зло. Всушност, што е лагата? Лагата само по себе си не постои. Лагата постои ако има вистина. Значи, негирање на вистината е лага. Значи, не вистина е еднакво на лага. А што е омразата? Омразата е негација на љубовта. Не љубов е еднакво на омраз. Значи, негирање на љубовта е еднакво на омраза. Што е смрт? Не е живот. Негирање на животот, тоа е смрт. Сега, оној кој прв го изнегирал Бога во себе си, вистинските Божи вредности во себе си, според тоа како самиот Бог ни открил, е оној херувим светлоносец, кој ние го знаеме како Сотона, како извор на секое зло, кој бил од Бога создаден како добар ангел, кој бил совршен во своите патишта, како што ни кажуваат пророците, но тој свесно и слободно се свртил против. Ставил негација на доброто. И за жал, тој со својата болна состојба на зло, отрул во буквална смисла на зборот, во духовна смисла, отрул, ги затрул. Кога ќе земе човек да се напие нешто со отров, кога ќе се напиеш нешто и внатре во себе чувствуваш дека отровот почнува да делува тебе, ти го труе животот, ти го одзема животот.
Значи, тој затрул 1/3 од ангелите кои станале демони и за жал, поради непослушноста на нашите прародители Адам и Ева, таа инфекција на злото, тој отров на злото, навлегол преку нашите прародители во човештвото. И сега, секој од нас внатре во себе ја чувствува, ја осознава таа битка меѓу доброто и злото, меѓу вистината и меѓу лагата, меѓу љубовта и омразата и меѓу животот и смртта. Секој од нас. Да. Отец Ивица, може ли да ни кажете, можно ли е во ваков свет каков што е сега да живееме како вистински христијани? Па немаме друга опција. Кога човекот е болен, бара лек. Ние сме болни. Ние сме болни поради злото. Злото во нас создава состојба на грев. Тоа е грев значи отпадништво, промашување на целта на своето постоење, а промашената состојба на постоењето не води во духовна и во телесна смрт. Значи ние се наоѓаме во една многу неблагословена, неблагопријатна состојба и сега човекот кога е болен, како што реков пред малку, бара лек. Значи секој човек кој ја осознава состојбата на болест, натрашна, духовна, тој бара вистински лекар. Оној кој може неговиот живот да го исцели и за овој свет и за вечноста. И сега, што значи да бидеш христијанин? Значи, христијанин значи да го прифатиш единствениот вистински лекар на целото човештво. А тоа е Исус Христос. Со вечниот Син Божи, Логосот Божи, кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, како што пишува во символот на верата, ја прими својата човечка природа од Светиот Дух и Дева Марија, и дојде во овој свет да биде наш лекар. И самиот Христос вели, јас не дојдов за здравите, јас дојдов за болните. А ние сме сите болни. Во духовна смисла, па и во секоја друга смисла. Отец Ивица, сега на уште едно прашање сакам да прашам зошто се причестуваме и колку често треба да се причестуваме и дали е полезно или штетното честото причестување. Што значи достојно, а што недостојно причестување? Значи ова прашање е круна на сите тие други. Значи самиот збор причестување значи јас како дел, како честица да влезам во заедништво. Значи, Свети Кирил и Методи овој термин го превеле од грчкиот збор кинонија, што значи заедништво. Сега на тајната вечера, нашиот спасител, нашиот единствен лекар, нашиот единствен учител, нашиот единствен патоказател, патоводител, промислил така, тоа било неговата волја, да го засведочуваме нашето единство со него. Значи, не може некој да каже јас сум Христов ученик, онака абстрактно. Значи, учеништвото, дека сме ние ученици Христови, дека ние сме прифатили учеништво, дека сме водени од Христа преку силата на Светиот Дух и во неговата црква, ние тоа го засведочуваме со тоа што ние се причестуваме, односно го примаме Христовото тело и Христовата крв, односно на светата литургија ние принесуваме леп вино, го повикуваме Светиот Дух, та преку силата на Светиот Дух тие предложени вино и леп да станат тело и крв Христови. Значи, кај семитските народи да јадеш тело и крв, значи тоа значи да имаш единство со некого. Да имаш единство со некого. И Христос тоа го промислил за да до крајот на овој свет се познаваат неговите вистински ученици. Значи, оние кои подготвени со љубов, со вера, со духовен живот, го засведочуваат своето единство со Христос. Седнуваат на таа маса, како да кажам, духовна маса, како што Христос ги собрал своите апостоли на тајната вечера и ги причестил, и вели, ова е моето тело, ова е мојата крв, и тие пиеле вино, јаделе од лебот, но никој не го прашувал Христа, сега ова не е тело, не е крв твоја. Значи, тие со вера го примале тоа што Христос им го давал, за да на тој начин тие знаеле дека го засведочуваат своето единство со Христос. Така да и денеска ние, кога го примаме телото и крвта Христова, ние на тој начин го засведочуваме нашето единство со Него и нашето христијанство не е абстрактно. Нашето христијанство не е абстрактно, туку конкретно. Значи, тој што се причестува со Христос, тој што го засведочува своето единство со Христос, тој внимава на својот живот. Сега, според тоа колку ние квалитетно се трудиме да живееме христијански живот, толку почесто треба да го засведочуваме нашето единство со Христос. Сега, тие што
живеат еден формален, само традиционален христијански живот, ти треба да поведат сметка за тоа кога доаѓаат на литургија, особено на големите празници, кога сакаат да се причесат без никаква подготовка. Се живеат онака како што се живеат, како што говоревме пред малку, а сакаат да го засведочат своето единство со Христос, а немаат врска со никакво учеништво Христово. Не живеат како ученици Христови. И затоа свештенослужителите ги опоменуваат таквите луѓе првин да се исповедаат, односно да си го проверат својот живот, ако не ја познаваат верата, да се запознаат со верата, да земат да читат од Светото писмо, од Светото Евангелие, да се запознаат со Христос, да го повикаат Христос во својот живот, да започнат да живеат како Христови ученици, да ги направат тие први чекори, па тогаш нека дојдат да се причестат. Се намитнува прашањето, ако Светата книга Библијата е толку важна и значајна, тогаш кој е нејзиниот автор и од кога постои? Светата книга или Библијата или Светото писмо. Прво, тоа не е една книга. Тоа е зборник од повеќе книги. Значи, од повеќе автори. Но еден е авторот на Библијата. Еден е оној што ги вдахновувал и пророците од Стариот Завет и евангелистите од Новиот Завет да го напишат тоа преку својот Свет Дух, а тоа е нашиот небесен Отец. Значи, Бог е авторот. Преку силата на Светиот Дух, Бог е тој што ги вдахновувал, како што реков, и пророците од Стариот Завет и евангелистите од Новиот Завет, сите тие нешта што Бог ни ги открил да ги запишат како сведоштво. Значи, кога ги читаме ние светите книги на Стариот Завет, и Мојсеевото петокнижие, или Тора на еврејски, и пророците, и поучните книги, и книгите на Новиот Завет, ние гледаме дека сето тоа доаѓа од еден центар, доаѓа од еден извор, доаѓа од нашиот Бог, иако, например, има повеќе автори кои тоа го запишале. Првиот кој го запишува сето она што било од создавањето на светот, од падот на Адам и Ева, од животот на човештвото по падот, па потопот, после потопот, па повикувањето на Авраам и формирањето на старозаветниот народ, Божи еврејскиот народ, сето тоа го наоѓаме кај пророкот Мојсей. Значи, пророкот Мојсей 450 години пред Христос го запишува сето тоа во своите 5 книги. Евреите тие 5 книги ги нарекуваат Тора или Закон. Значи, и потоа како што Бог понатаму ги повикувал пророците, односно луѓе кои можеле да ја носат таа комуникација со него. Тие луѓе, сето тоа што Бог го откривал, сето тоа што Бог го правил, го запишувале, но што е многу битна работа. Значи, секогаш Бог на многумина им се јавал, не на еден. Денеска постојат разни луѓе кои од мене Бог ми се јави. Сведоштво нема. Значи, Бог се јавувал, ние кога читаме Светото писмо, гледаме Бог се јавувал на многумина луѓе, но некој од нив или некој од нив тоа го запишувал, при што тие другите засведочувале за тоа, за тој настан, за тоа сведоштво или откровение, и после тоа било пренесувано на другите генерации. И ние знаеме, анализирајќи ја историјата на старозаветниот народ, Божи на еврејскиот народ, Мојсеевото петокнижие се чувало во ковчегот на заветот, таму кај што биле двете таблици за заповедите и така натаму. И од генерации на генерации се пренесувале тие свети книги. Новозаветните книги тие се од црквата, од кога се формирала црквата, од таа заедница на апостолите, по Христовото воскресение, вознесението, по денот на Пелесетница, кога бил испратен Светиот Дух, да делува во црквата, во таа заедница, за сведоштво на сето тоа што Христос го напишал. Првото Евангелие го напишува апостолот Матеј, потоа Марко, Лука, Јован, посланијата на апостол Павле, на останатите апостоли, и се формирал со текот на времето канонот или зборникот на светите книги на Новиот Завет. И тоа сето тоа се било запишувано за црквата и чувано од црквата 2000 години. Отец Ивица, уште едно прашање за крај да ни кажете. Во црквата Свети Георги Победоносец во Чаир се одржува курс кој е наречен Училиште за живот. Да ни кажете што значи ова? Се одржуваат предавања, колку предавања се одржуваат, има ли интерес и за сите оние што сакаат да дојдат да го посетат курсот, каде да се обратат? И уште едно прашање, вие сте председател на организацијата на Сдруженијето
здружението до дома, да ни кажете со што се занимава и кои се активностите на ова здружение. Значи, благодарам многу за ова, за училиштето за животот, а всушност тоа се поврзува и со ова последното прашање. Значи, во рамките на Скопската епархија на Македонската православна црква, верници од Скопската епархија, на кои им беше битно да се засведочи Христовото евангелие, затоа што имаме и годишница всушност. 2015 година, ние започнавме 2005 година, значи 10 години. 10 години. Значи пред 10 години така една група на Христови ученици, членови на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, на Скопската епархија, загрижени за нештата што се случуваат со нашиот народ на сите нивоа, но особено на тој духовен, етички план, решивме да се организираме и да помогнеме во сведочењето на Христовото евангелие. Односно, во сведочењето на вистинската, автентична православна христијанска вера. И за да бидеме ефикасни, сега не би рекол дека тоа е организација и така натаму, ние го нарекоме тоа движење. Значи, луѓе кои се организирани како едно внатрешно движење во рамките на Скопската епархија да помогнат во сведочењето на Христовата вистина, но и да помогнат на многу други аспекти. Ова ние имаме и милосрдна своја активност, заштитничка рака се вика, имаме православни христијански женски ангажман, значи за нашите жени, сестри христијанки, кај што тие говорат за своите проблеми, ги истегнуваат проблемите на жената христијанка денеска, си помагаат помеѓу себе си, затоа што жената најдобро разбира жената. Така, потоа имаме православен христијански младински ангажман, правец, вистинскиот правец. Да го најдеме вистинскиот правец. Баш така, сведочиме на младите луѓе за вистинскиот правец, за Христос како вистински правец. Потоа, ја имаме таа програма за милосрдна просветна дејност. Таа програма е насловена да живееме заедно како црква. Во рамките на таа програма за мисионерско просветна дејност е ова наше училиште за животот или воведниот курс во основните вистини на православната христијанска вера и духовност. И го насловивме училиште за животот или училиште за Христос. Самиот Христос вика јас сум животот. Значи, оној што го спознава Христос, тој на вистински начин ја разбира и смислата на постоењето. И во црквата Свети Ѓорѓе во Чаир веќе ја имаме 11-тата група, веќе завршуваме со 11-тата група, подготвуваме 12-тата група. Значи, собираме луѓе до 30 луѓе, имаме 30-35, некојаш има повеќе, некојаш помалку, но плюс-минус толку е. Колку пати неделно, значи, месечно се одржуваат? Тоа се 9 предавања. 9 предавања со 2 духовни средби и низ тие предавања, всушност, гледаме да го, на луѓето да им го засведочиме тој вистински мозаик што е христијанството. Значи, тие основни вистини што треба секој човек што се нарекува православен христијанин да ги знае. Значи, во кој и како Бог веруваме, она што вие од почетокот, па Бог како творец, од каде е доброто, од каде е злото, што е добро, што е зло, искупителната жртва Христова, што е црквата, спасението и така. Сите тие теми, преку сите тие 9 теми, тие нешта се објаснуваат. Интересот е голем. Интересот е голем и имаше дури ова желба, сега кога бевме за 11-тата група, додеа повеќе луѓе да направиме 2 групи. Значи, ние во вторниците, секој вторник од 18 часот во црквата Свети Ѓорѓе, ги имаме предавањата и се имаше потреби за друг ден, ама јас просто од зафатеност не можам да ги. Ќе видиме како ќе одиме понатаму, ќе ни треба и друга просторија, малце поголема, затоа што е таа мала таму. Ќе видиме како Господ ќе благослови, како он ќе промисли. А исто така, со сите овие активности е запознаен нашиот архиепископ, кој е надлежен архиереј на Скопската епархија, архиепископот Стефан. Ние со него благослов ги работиме сите овие нешта, па се надеваме дека веќе разговаравме за тоа да најдеме некоја поголема просторија и за овие предавања од воведниот курс, но имаме и друг тип на предавања кои се за поширок круг на верници. Значи, православен христијански форум Избор. Значи, кај што говориме за сите оние теми за кои говоревме колку помина еден час, така? Да. Отец Ивица, ви благодарам за гостувањето, за ова интервју, за овие одговори. Ви благодарам што ни бевте денешен Марија, благодарам на поканата и благодарам на наша ТВ и јас никогаш не сум одбил, особено за оваа телевизија, секогаш кога сум доаѓал, убави разговори биле, полезни, се надевам дека и овој
разговор е таков. Ви благодарам уште Благодарам и јас на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за вниманието со кое не следевте, што одвоивте време и што ја следевте нашата емисија. Овде е крајот на денешното интервју. Останете со добро здравје и следете на повторно и останете на програмата на фреквенцијата на наша ТВ. Пријатно!